Последни вести денеска, добро вечер. Пожар попладнево избил во Мариовското село Чаниште на околу 35 километри од Прилеп и зафатил неколку стари и напуштени куќи, а најверојатно и една што била населена. Информацијата попладнево ја соопшти директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов во вонредна изјава за состојбата со пожарите. Во моментов кога прилепските пожарникари стигнале во селото, пожарот веќе навлегувал помеѓу куќите на селото. Се работи за старо, преубаво македонско село, кое што некогаш било полно со живот. Верувам дека овде живееле стотици луѓе, но денес, според оние информации кои што ги кажаа локалните жители, најверојатно живеат десетина возрастни жители. Огнот се движел помеѓу овие стари куќи, најголем дел од нив напуштени, барем од она што можам да го видам од овде. За жал, според сегашните информации, огнот зафатил и најмалку една, а постои можност и неколку куќи кои што биле користени за живење, можеби за повремен престој во нив. Дополнително ќе утврдиме точната бројка на зафатени куќи. Зафатен е еден објект, штала, релативно нова, која што исто така е изгорена. Огнот се движел низ селото благодарение на прилепските пожарникари. Тој е сопрен на место каде што е спречена поголема катастрофа, бидејќи истиот можел да се пренесе на остатокот од селото. Во саботата починал третиот пациент од западно-нилска треска. Станува збор за 61 годишен скопјанец кој имал и неколку други заболувања. 6 други се во критична состојба и се наоѓаат на интензивна нега на инфективната клиника. Здравствените власти најавуваат дека ќе продолжат со прскање против комарци. Апелираат граѓаните да ги празнат базените и да пријавуваат мртви диви птици, особено гаврани, кои се сметаат за резервоари на вирусот. Возрастната граница се померува, сепак уште овие што се во тешка клиничка слика, пациенти кои се 6 на број се лекуваат во одделот за интензивна нега, се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годишен. Висока температура, силна главоболка, закочен врат, дезориентираност, конфузност, тие први симптоми. Премиерот Мицкоски викендот јавно повика да се објави извештајот за водата во Гостивар, но никој со сигурност не знае која институција е надлежна да го направи тоа. Министерот за здравство Клековски најави дека в четврток ќе го објави епидемиолошкиот извештај, а за извештајот за водата упати на комуналното предпријатие и општината Гостивар. Резултати од испитувањето на водата се собственост на јавното комунално предпријатие Гостивар и на градот Гостивар. Оно што Министерството ќе го објави е резултатите што бе релевантни за епидемијата. Меѓутоа не гледам проблем да, бидејќи тие се дневни контроли, да бидат објавени од можам да сугирам и на јавното комунално и за Центарот на јавно здравје тоа да ги објават. Проблеми со епидемии имаат и животните. Од Сојузот на сточарите денеска алармираа за состојбата со сипаници кај овци и кози, кои досега уништиле околу 50 стада. Бараат од државата побрзо да го организира вакцинирањето, а од Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството за земјоделие уверуваат дека ги засилуваат контролите и веќе се очекува пратка со вакцини од Турција. Финансиските загуби се многу големи, пошто таа стада веќе една година, две не може да се враќа како што била. И за тоа бараме од владата што побрзо да им се обештетуваат стадата на тие луѓе, за да ги враќаме пак да се занимаваат со сточарство. И така имаме проблем, никој не ќе да чува овци више и ова е, мислам дека е крај на сточарството. Па ние не ги носиме на пазар за да не ни ги платат нас по 100 денара од кило.
Тоа е срамота да ни ги ценат нас по категории овците. Нашите овци не се за ценење за категорија. Нашите овци ги чуваме ние за екзистенција. Што значи по Македонија да има извоз 4 пати поголем на јагниња од овој? Колку ќе допринесеме во бруто домашниот производ? Колку ќе допринесеме во прилив на девизи? Така да сериозно треба да се разгледа на многу повисоко ниво целата оваа ситуација. Ние веќе пративме допис уште претходнава недела во соработка со турскава амбасада, тоа што една од вакцините кои што е безбедна и одговара, очекуваме 500.000 вакцини да бидат стигнати. Од нокеска по полнок повторно позначен раст на цените на горивата, најави регулаторната комисија. Дизелот ке поскапи за 6,5 денари по литар, а за 4,5 денари ке скокне и цената на бензините. Со новата одлука, литар 95 ке се продава по цена од 91,5 денари, 98-цата ке се точи за 93,5 денари, додека новата цена на дизелот ке биде 98 денари. Во денешната одлука, како што посочија од регулаторната, продолжена и примената на намалените акцизи и тоа за 2 денара кај бензините и за 4 денари по литар кај дизелот. Македонската армија денес одбележува 34 години од формирањето, а по повод 18 август, денот на армијата, во Скопје и во Штип се одржаа повеќе свечени активности. Централното одбележување се одржа во касарната Илинден во Скопје, каде што во 19 часот единицата на артилерискиот батаљон изведе почесна артилериска стрелба со 10 плотуни од 6 артилериски орудија. Јубилејот беше одбележан и во касарната Јане Сандански во Штип, со смотра на вториот пешадиски батаљон и други армиски единици, како и во Министерството за одбрана, каде што своје обраќања имаа министерот Мисајловски и началникот на генералштабот Лавчиски, а одбележувањето ќе продолжи утре во Охрид. Денеска ви се обраќам токму вам. Не само да ви се заблагодарам, туку и да ви порачам дека ќе продолжиме да го вреднуваме вашиот труд. И токму затоа сакам да нагласам дека работиме на повисоки плати и подобри услови за работа. Одиме напред со силен исчекор, затоа што сето тоа е заслужено. Минавме низ многу процеси заедно. Уште поважно е што секој предизвик пристапуваме од исто стојалиште, од иста перспектива. Се подржуваме во секој момент и за доброто на секој војник, подофицер, офицер и вработен во одбраната. И носиме одлуки кои ќе не направат посилни. Армијата е еден од носечките столбови на државата. Таа е институција која ужива највисока доверба кај граѓаните. Доверба која е наше најголемо признание, но и наш најголем завет. Завет кој што не обврзува да ја исполниме најсветата мисија во државата. Одбрана и заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на татковината. Изминатата година беше година на значени резултати и потврда дека армијата продолжува да ги развива своите способности и да ги исполнува највисоките национални и НАТО стандарди. Толку во вечерниот преглед. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.